Најавата веќе е направена. Во студиото е заменикот министер за економија Кирил Колемишевски. Разбирливо разговараме за одразот или последиците од епидемијата врз, да речем, условно светската економија, особено затоа што Кина е еден од стожерите на создавањето на светскиот GDP, а од друга страна во Македонија по првиот бран на некаква апокалиптичност нагрнавме сите по самопослугите, изнакупивме брашно, иако ми се бенди са твитот на прота Милан Ѓорѓевиќ кој вели никој не купува здрава храна. Кирил Колемишевски, што правиме? Има ли опасност од снабдувањето по овој прв бран на апокалиптично купување? Добро утро. Најпрвен, во однос на вашето прашање не би рекол дека во наредниот краток период ќе има опасност од снабдување. И искрено мене дури ми беше и смешно тоа со купувањето брашно и масло како да ќе почне војна. Значи да, постои опасност од вирусот, нели, има апокалиптични сценарија. Читаме еден куп лажни вести по медиумите кои што трагаат по сензационализми. Но сепак би препорачал на граѓаните да читаат вести од проверени извори, односно од Светската здравствена организација, од Министерството за здравство. Ако не веруваат на Министерството за здравство, има и други странски вебсајтови кои што се релевантни, кои што ги даваат информациите базирани на докази, истражувања и анализи. Колемишевски, да бидеме јасни, има ли опасност на продукти кои може да не достигаат? Во моментов не. Не. Следното прашање, јас сум осведочен во една апотека, барам маски, вика да, ќе добиеме, беа 4 динари, сега набавната цена ќе биде 30 динари. Тоа ми асоцира на италијанскиот модел, каде што маските почна да се продаваат по 100-150 евра, но тамо пазарната инспекција реагираше остро со казнени мерки. Можно ли е да се поремети пазарот на цени и да се трговците да го искористат овој миг? Трговците секогаш нели нормално работат за профит. Еве да дадам еден пример, кога беше поплавата во Стајковци и имаше нели недостаток на гумени чизми и одредени маркети, па јас лично го имав посведочено, ги покачија цените на гумените чизми за преку 300%. Јас тие трговци би ги нарекол воени профитери, што е крајно некоректно спрема граѓаните и крајно себично од страна на тие трговци. Значи, користат паниката која што владее кај народот, која што дали е предизвикана од страф, од непознаници и така натаму, и прибегнуваат кон првите мерки кои што ги прочитале на интернет дека треба да се користат маски. Иначе тие хируршки маски кои што се продаваат по аптеките воопшто не помагаат во овој случај. Сум дека тоа е регулатор на пазарната цена. Колемишевски, да бидам попрецизен. Раковите меѓу другото со пазарната инспекција. Таму си има директор, не независно тоа, ќе иницирате ли, ќе реагира ли тоа на вакви, можеби, трик варијанти на трговски профитерства? Доколку информацијата е точна, затоа што треба како Министерство да добиеме и официјално точна информација, нели, представка од граѓани или вака од новинарите. Јас нормално уште денеска ќе се слушнам со директорот на Државен пазарен инспекторат за да ги провери овие информации дали се точни или не и доколку се точни да се преземат соодветни мерки. Зоврива атмосферата да не се патува во странство, туристичките агенции веќе чувствуваат потреба јадот да си го изнесат во јавноста, зошто им се забранува, доживуваат можеби и одреден пат на собствените приходи. Што правиме со нив? Со авансираните билети, со можноста да се рефундираат аранжманите? Видете, никој ништо на никого не му забранил. Тоа е прва работа. Значи, од владата се дава препорака да не се патува. Втора работа е што самите луѓе се очигледно свесни дека постои одреден ризик доколку патуваат во региони каде што веќе е расширен вирусот и нормално не сакаат да го изложат своето здравје на ризик.
Сега треба да се процени првен какви ќе бидат штетите за туристичките агенции, затоа што не само нашите, него и странските, тука се авионските компании, фактички цел тој транспортен и туристички сектор во моментов е прв на удар. Нормално поради стравовите на граѓаните. Ќе бидеме во комуникација со туристичките агенции, ќе се разговара со нив за да се најде адекватно решение за тие штети да бидат што е можно поминимални. Со тоа што не е се во рацете на Министерството за економија, па и на владата, затоа што се очекува дека ова ќе потрае уште месец дена минимум, нели, додека се покачат и температури, па да се минимизираат ризиците за пренос на вирусот и така натаму. Така да првин сакаме да ги согледаме штетите и последиците од сето ова, па да видиме да седнеме на маса понатаму да разговараме. Кирил Колемишевски, заменик министер за економија, гостин во утрински брифинг, го слушате и го гледате. Уште околу туризмот, ние имаме ли први проценки на откажувањето на туристите од странство, пред се кинезите кои знаеат да ја поплават Европа, грците беа добри наши туристички абоненти и така натаму. Има проценка што може тоа да предизвика? Проценка што може не сме направиле во моментов, затоа што коронавирусот дојде кај нас вчера за вчера. И нормално нашиот народ реагира на тоа. Сабајле прочитав дека грците ги имаат откажано сите карневали кои што треба да следат овој период баш заради коронавирусот. Има навестување дека и нашите карневали ќе бидат. Да, карневалот во Струмица, ама не знам дали немам информација дали ќе биде откажан. Не знам тоа дали ќе биде откажан, немам информација, но сигурно дека ќе има последици. И сигурно дека обемот на туризмот дека ќе се намали. Бидејќи никој не сака да ризикува, не само за патување во друга држава, него и во матичните држави луѓето веќе избегнуваат и одење во ресторани, одење во пабови, одење на утакмици, спортски и така натаму, се е тоа базирано на тој страв кој што го имаат луѓето. Не дека таму во другите држави владата издала некаква препорака да не се оди по ресторани, него луѓето само свесно кажуваат и не одат во ресторани, не седнуваат на ручек, не излегуваат, не се дружат. Владе тој, според мене, неоправдан став. Само да ви укажам на податоци, бидејќи има направено светски вебсайт кој што собира информации од потврдени извори, значи од Министерството за здравство на државите. Во вчера некаде околу 17 часот имало 82.446 случаи кои што биле потврдени, од кои што 2.808 луѓе починале, а излечени се 33.179 лица. Денеска, ова од Сабајле податок, има 83.391 потврден случај, 2.858 починати, а излечени 36.598. Значи, само за еден ден има нови 1000 случаи, има нови 50 починати, а има нови 3.500 излечени. Тоа значи дека не сме на шпицот каде што треба да почне да паѓа параболата. Значи, тука сакам да укажам дека процентот на починати и процентот на излечени е многу голем. Разликата е многу голема. Значи смртноста е многу мала, а процентот на тие кои што докторите кои се занимаваат со ова со доза на охрабрување велат дека тоа е грип кој има релативно се уште ниска стапка на смртност. Освен се разбира за вакви како мене, тоа и како мојот колега, вашиот татко. Кирил Колемишевски, се враќаме на многу потешките економски предизвици, а тоа е како тоа ќе се одрази врз македонската економија во два аспекта: транспорт, потоа извоз и на крај можноста од еден индустријски капацитети, евентуално ако тоа добие замав, да бидат ставени во алер позиција заради недостиг или заболување. Веќе имаше најави од компаниите од Македонија, од кожарската, чеварската индустрија, кои што извезуваат за Италија, дека нарачките ќе им бидат запрени. Сега зависи Италија колку ќе биде погодена од
цела оваа криза со вирусот и дали Италија ќе влезе во рецесија во наредниот период и ќе ги откажува нарачките. Другиот проблем е што македонските компании се увезуваат, трговците увезуваат производи од Кина, а тие што работат во индустријата, односно во производството, репроматеријалите па ги нарачуваат од Кина. Така да очекувам некаков си застој тука во тој дел, затоа што и самиот транспорт од Кина према останатиот свет е силно удрен. И како за информација, например во Кина сега за внатрешните летови низ Кина една авионска карта кошта околу 4 до 5 евра. Така да за македонските километри Македонија. Да, така да тоа компаниите што работат за извоз, што извезуваат во региони кај што е веќе констатиран коронавирусот, за очекување дека ќе имаат некакви последици. Со тоа што допрва треба да ги собираме тие информации колку договори се откажани, колку нарачки се откажани и така натаму. И дополнително овие компании кои што репроматеријалите ги нарачуваат од Кина и исто така трговците кои што работат со кинески производи. Во делот на транспортот нормално дека тоа ќе причинско последично е поврзано. Ако треба да се извезува нешто ако тоа откажано, тогаш и транспортот тука отпаѓа, нормално е транспортот кој што доаѓа во Македонија. Се уште е рано да се вршат некакви проценки. Не би сакал да предвидувам апокалиптични сценарија. Треба да бидеме доста внимателни во наредниот период и сепак да не создаваме паника, бидејќи економскиот дел, барем за Македонија, која што не е толку поврзана во тие светски текови, поврзана со пазарите на капитал, со светските берези. Македонија многу добро помина 2008 година, кога беше светската економска криза, која што почна во Америка, нели, со цените на недвижностите. Тука се покажа дека нашиот банкарски систем е доста стабилен и очекувам дека и Народната банка, и банките, и владата, и стопанствениците заедно ќе најдат, ќе седнат на маса и ќе најдат решение за сите овие проблеми кои што ги очекуваме дека ќе се случат во наредниот период. Кирил Колемишевски, заменик министар за економија, не сака да биде апокалиптичен, меѓутоа Нострадамусот на економијата Нураде и Рубини токму за овој период предвидуваше нов бран на светска рецесија со сериозни погубни варијанти за глобалната економија и овие стожерни економии од типот на Кина, Америка и Германија пред се во Европа. Баш и го читав неговото интервју кое што беше баш посветено за коронавирусот. И неговите предвидувања се дека Кина во првиот квартал 2020 година ќе биде во рецесија од минус 2%. Ако Кина сака да ги достигне предвидените 6% за растот на нивниот GDP за оваа година, во наредните 3 квартали треба да оствари раст од по 8% за секој квартал поединечно. Така да делот кој што го кажува Нуредини е оправдан до некаде, но сепак тој навлегува во тоа пак апокалиптично сценарио, бидејќи тука покрај коронавирусот тој го наведува проблемот на трговската војна на Кина со Америка. Понатаму проблемот на Кина со Тајван и проблемот на Кина со Хонг Конг. Така да Кина е во моментов на неколку полиња води борба. Другиот аспект кој што го наведува е дека Кина во 2008 година, кога беше светската криза, учествувала само со 4% во светскиот GDP. И тоа спаси одредена. Тоа ја спаси светската економија, да. а денеска Кина учествува со 20% во светскиот GDP. Така да ударот на Кина ќе биде и сериозен удар на светската економија, но сепак тука зависи како ќе реагираат останатите држави, затоа што имаме и други сериозни економии кои што може да донесат нивни мерки, кои што ќе избалансираат проблемот со Кина. Ние обично првата проценка е владините чекори во евентуалното санирање или облажување на епидемијата. Следниот чекор е размислување за санирање на можните економски последици од ова. Имате некаква првично размислување дали на каков начин би можеле да бидат санирани дел од можните последици? Значи, како прво не сакаме да предвидуваме во моментов,
што би се случило. Многу е рано за да можеме да предвидиме какви последици би имало по економијата и по одредени сектори. Дека ќе има последици по одредени сектори, да, но сепак имаме и дефанзивни индустрии во оваа држава кои што сигурно нема да бидат засегнати од оваа криза. Но доколку бараме решение, сепак треба да се седне и со Министерството за финансии, треба да се седне и со владата, треба да се седне и со стопанствениците, треба да се седне и со научната фела, за да видиме, ако сакаме да се справуваме со последици, првин треба да видиме кои се последиците. Значи, од сега треба да почнат анализите, да се направат некакви си проекции, да се следи нешто, затоа што сега било што и да донесеме, ние не знаеме како ова ќе се развива. Почнете да размислувате, зашто јас се сеќавам дека 2008 кога почна економската рецесија, Груевски 4 месеци не убедуваше дека нема економска рецесија, дека ние нема да бидеме во таа економска рецесија. Додуше нешто малце Господ го спаси, но тоа е друга димензија. Има една важна карактеристика, а тоа се движењата на берзите. Кај македонската берза има мал застој на индексот и на пат на вредноста на одредени акции. Сега да не ги споминјам компаниите, не е тоа добро. Меѓутоа и Њујоршката и ДАК и сите други кои индекси навестуваат можност на пат на економијата низ акционерството и индексните трансакции. На берзите секоја криза е шанса за огромно профитирање. Јас и порано сум работел како директор на инвестицијски фонд, тоа доста добро го знам. Не случајно Бафет вика сега е момент да се купува акции. Сега е моментот да се купуваат. На странските берзи има опција, таа се вика шортирање, да позајмите акции од вашиот брокер и ги продавате истиот ден и вие на брокерот му доложите одреден број на акции. И после некое време, бидејќи парите се веќе на вашата сметка, после некое време акциите паѓаат 10-15% и со истите пари ги купувате истите акции со многу пониска цена. Значи, тоа на македонската берза тоа го нема како опција. И во Македонија не можеш да заработиш кога паѓаат акциите. Тоа е друга тема. Памтиме еден спекулативен налет на на берза. Ама на светските берзи некој во моментов многу профитира. Ама кога кажувам многу, правам муавет во милиарди евра или долари. Добро. Сега на ама крај. дозволете само за македонската берза, фундаментите на македонската берза се многу солидни. Значи, што се подразбира под фундамент, вреднување на компаниите. Да не ги именувам еве по сектори да кажеме, дека македонските лидинг компании имаат многу солидни фундаменти. Значи имаат резерви, имаат добро производство, имаат добро пласирани кредити, имаат средства, значи не се македонските компании во криза. И малце ќе ги чува минатогодишниот профит од над 500 милиони евра, што може да биде добар инпут. Кирил Колемишевски, гостин во утрински брифинг, заменик министер за економија, после 20 минути да сублемираме. Што не очекува на економски план? На економски план, првин изборите треба да поминат. Нема да се одложат? Молам? Нема да се одложат? Не верувам дека ќе се одложат изборите. И после тоа ни следи технолошка пролет, ни следи сериозна поддршка на македонското стопанство, ни следи сериозна посветеност на благосостојбата на граѓаните и ни следи 4-годишна работа која што треба сериозно да влијае врз животот на сите и нормално да изводиме поголемиот дел од патот во Европската Европската унија. Ќе унија. ми придете со ваков пропаганден партиски памфлет, очекувам дека со економска логика ќе ми одговорите. Каков диалог ќе воспоставите Стопанска комора, влада, предприемачи? Со пристапот на Социјалдемократскиот сојуз е да се разговара со сите. И јас како заменик министер за економија бев во сите стопански комори. Јас сум разговарал со еден многу бизнисмени, председателот на партијата Зоран Заев исто така изминатиот месец и нешто беше кај сите стопански комори. Ама и Мицкоски го прави тоа, така да немате ексклузивност. Не бараме ексклузивност. Добро, Тоа е легитимно право, секој може да го прави. Со тоа што ги слушавме и поголемиот дел од барањата кои што беа издржани се вметнати во нашата програма и
ќе се обврземе за заемна соработка, бидејќи и коморите, бидејќи тоа се нивни барања, при спроведување на нивните барања, ќе треба и тие адекватно да одговорат, за да имаме еден партнерски однос. Да не ве прашам дали ви недостига Next Time и гитарата, нокаут, да. Кирил Колемишевски, заменик министер за економија, следува Саша Ордановски со мојот пријател и добар аналитичар Насер Зибери. Внимавајте дилемата што е ударот на Заев со мултиетничка коалиција предизборна, дали ДУИ се дефакторизира како што Османи стравува, но следете го разговорот на Зибери со мојот колега.